Државата може веднаш да го раскине договорот со концесионерот на Казандол, тврди пратеничката Лилијана Поповска. Таа вели дека концесионерот доцни со изградбата и има низа други пропусти поради кои нема правна основа да му се плаќаат пенали. Не исполнил концесионерот редица услови од таа концесија, но пред се поедна. Концесионерот е далеку од завршување на фазата градежна. А досега таа требаше да биде завршена и рудникот требаше да почне да работи. Значи владата може спокојно да го раскине договорот со концесионерот од Казандол и не само што нема да плати пенали, туку треба тој да плати пенали на државата поради штетите на животната средина што досега ги направил. Председателот на Македонската асоциација за рударство Николајчо Николов смета дека за рудниците е потребна расправа на експертско ниво, но и да се утврди стратегија за идниот развој на државата. Тој вели дека како човек не е за отворање рудник во кој што ќе има лужење со цијанид. Цијанидот во ова подрачје сигурно добро треба да се изучи. Јас лично мислам дека има технологии за користење на рудата во Иловица и без цијанид, со класична флотација таква каква ја има и во Бучим. Цијанидот служи да се извлече златото на место. Меѓутоа има преработката на златото со пирометалуршки начин во топилниците и тамо се преработува. Јас лично као човек сум против користење на цијанид, особено над Струмичкото поле. И градоначалниците на Валандово, Богданци и Дојран велат дека остануваат со заложбите рудникот Казандол да се затвори. Реагираме и по нашата пресконференција на која што истакнавме дел од документацијата која што ја процесиравме и во која што има сериозни индиции дека постапката беше нетранспарентна и далеку се одвиваше далеку од очите на јавноста. По основа на допрен глас, надлежните министерства треба да реагираат и според моите информации веќе реагираат. Цивика Мобитас денеска организираше регионален форум на тема рудници, да или не. Градоначалниците на Новосело и Босилово, како и представници на Министерствата за економија и животна средина, иако повикани, не се појавија.